Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, вие сте на истинското место. Вечерва ново политичко интервју, некаде 75 минути, Андреј Петров, десна рака на Бранко Цренковски. Ко Цренковски во вториот мандат на СДСМ е председател на партијата, човекот најголема доборба на Бранко Цренковски. Ке разговараме за многу битни прашања. Сега член на извршниот одбор на СДСМ, значи близок соработник на Димитар Ковачевски, таче председател СДСМ и премиерот на македонската влада. Еден од главните играчи во систина на Јордан Орце Камчев, значи многу отворени прашања, дали бранковистите му се реваншира на Зоран Заев, дали му се реваншира сега на локалните избори за тоа што го правеше во растурењето на Бела Чао или на отпорот Белата лада на Бранко Цренковски. 75 минути, одличен трио, останете со нас, сигурно нема да зажалите. На почетокот, значи 5 да почне интервјуто. За сите кои ме прашува после 2 емисии со Слободан Богоевски, каде може да најдат книгата на Слободан Богоевски, за да не морам на сите поединечно да ви одговарам, еве е книгата Етногенеза и култура на древните македонци. Колку што ме информираше Слободан Богоевски, книгата можела да се најде ако била распродадена, дали има уште некој примерок во Матица Македонска. Значи сите кои се заинтересирани, кои сакате да прочитате, кои сакате да ја купите таа книга, а јас се надам дека ќе ме барам уште едно интервју со Слободан Богоевски до крајот на оваа сезона, бидејќи многу прашања, посебно во оној антички дел, византиски дел, имавме тамо дел за Велес кој го отворивме и него до разјаснивме или него до разработивме до крај. Очекувам, ако здравјето не послужи мене и него, дека до крајот на сезоната ќе ме барам уште едно интервју. За сите вас кои сакате предварително да бидете информирани за делот на античките македонци, древните македонци, книгата Матица Македонска, еве книгата. Тие што се заинтересирани може да купат. Толку во овој еден дел, интервју со Андреј Петров, 75 минути, останете со нас, нема да зажалите. Андреј Петров, поранешен генерален секретар на СДСМ, сега член на извршен совет на СДСМ, бранковист. Така бевте дефинирани, луѓе на Бранко Цренковски. Па сите беа луѓе на Бранко Цренковски, ако вратиме наназад, кој не бил? Зоран Заев, Радмила Шекеринска, сите луѓе биле дел од неговиот тим кога тој бил председател на партијата, но тоа мене не ми е, го сваќам како комплимент некако. И сега Бранко Цренковски, сите се вративте назад, само Бранко Цренковски остана надвор од СДСМ. Гренланд почна да се топи, да одмрзнува, само Бранко Цренковски е замрзнат. Или го има замрзнато членството од СДСМ? Добро, тоа не е моментална реакција од сега. Тоа е нешто што беше плод на одредена ситуација која се случуваше пред некој година дена. Сега, ако се вратиме наназад, што тоа ја испровоцира и како тој реагираше на тоа, можеме да кажеме дека тој како поранешен председател на државата, како поранешен премиер, има право да има свој став за крупните прашања од интерес на државата и тој јавно го каже, и тој го каже. Тоа беше после интервјуто на Заев за БГНС. За БГНС, да, кај што тој излезе со одредени ставови. Со одредени ставови. И во ред, може да ги сакаме и да не ги сакаме тие ставови. Црвенковски рече дека тие ставови не се ставови кои тој ги прифаќа, да. Дека не се ставови кои се ставови на СДСМ кој тој го има формирано, нели така вели Црвенковски, дека ова СДСМ е негово ДНК. Да. Ако е негова ДНК, значи дека е татко на СДСМ, нели? Преносно сватено. Добро, тој Никола Поповски се основачи. Тој е првиот председател на реформираниот, да кажем. Колку СКМ ПДП на Петра Гошев, нели, го смени името во СДСМ, а не можеше Социјалдемократска партија, бидејќи Славко Милосавлевски имаше. Имаше регистрирано претходно и беше Социјалдемократски сојуз на Македонија. Кој беше секретар на Никола Поповски беше прв секретар на. А на Социјалдемократска партија не кој беше прв председател? Славко Милосавлевски беше председател, а секретар беше Стео Пендаровски. Јован Чудонив и Стео Пендаровски. Стео Пендаровски вие подобранец во СДСМ и затоа не ви се ни така сјајни односите со Стео Пендаровски. Апропо вашето прашање околу изјавата негова на Црвенковски. Тој имаше свој став и тој став може да го прифатите или да не го прифатите. Тој има право како една од најмаркантните фигури на модерната македонска држава. Вие го прифаќате ли ставот? Во голем дел да, во дел на тие работи кои беа истакнати дека пречат. Тоа е нешто за што треба се СДСМ не е смени својата политика, Петров? Не. СДСМ во однос на Бугарија не е смени политиката на Зоран Заев? Не, сакам да ви го кажам мојот став. Ова што сега се нуди, каде што се гарантира идентитетот и јазикот како основно обележје на идентитет, не единствено обележје на идентитет, меѓутоа основно обележје на идентитет, за мене е сосема прифатливо. Значи,
Во таа изјава имаше други работи од аспект на одредени историски моменти кои беа истакнати, каде што сега реално ние не можеме да кажеме Еве што сте викале 2012 година. Да. Ова се протести кои се менуваат улиците во град Скопје. Стив Наумов. Тога сте пратеник и сте генерален секретар или секретар, да, како да го да, наречеме, значи втор човек во партијата за организација главен. Да. И тогаш давате изјава во однос на менување на улиците на Точно така. град Скопје, станува збор за улицата на Стив Наумов. Стив Наумов, да, на мостот таму. Красимир, да, таму протестирате, таму имаше бугари, убици и така натаму, нели викања и така натаму и така натаму. Велите дека ВМРО ќе го заработи најсрамното место во поновата македонска историја, тие подмолно сака да го избришат ликот и делото на Стив Наумов, а во исто време да го величат крвникот на македонскиот народ Тодор Александров. Тоа е ваша изјава 2012 година. Да. 15 споменици ќе треба да се сменат до 20, тоа е суштината на договорот, или еден член на договорот 5+1 со Бугарија, Да, меѓутоа од не- 2018. Али не униlaterално. Значи, По некој договор. Во некаков договор, Красимир каде што и Ка- другата страна ќе треба нешто да Красимир даде. Каракачанов Да. го спомна не случајно Стив Наумов некаде пред 4 недели, што значи дека Стив Наумов ќе се бара да се трне дека убиен од бугарски. Претпоставувам, бидејќи може да биде Ваташа, Па може не да биде верувам Стив дека ќе Наумов се и така не натаму. верувам дека ќе им прифати некој да се тргне. И Искрено. вие да после 10 години ќе треба сега таму како член извршен одбор на СДСМ да гласате за договор со Бугарија, видите што се збореле пред 10 години. Ја мислам дека прво нема да се тргне. Значи, ако зборуваме околу тргање на спомениците, мислам дека такво нешто нема да има. Ќе има нешто што мислам дека ќе биде на реципроцитетна основа, каде што треба да се даде некако, ако сакате договор, треба да има некаков гест од двете страни, дека Не може реципроцитет, на гледате Бојан Маричич вели, ние немаме што да се грижиме за малцинствата во Бугарија. не, Знаете, ако е реципроцитетна основа, а бугарите барат, бугарите да бидат составени од уставот на Република Македонија, што мене не ми пречи. Од Може да моја бидат аспект и јас само го кажам црногорците, мојот став дека може да бидат и хрватите, Не, тоа мене само тоа не ми покажува дека пречи. сме различни народи со бугарите. Дека имаме различен јазик. Тоа само ја легитимира тезата дека бугарскиот и македонскиот народ се различни и имаат различен Меѓутоа, јазик. даваме некои одстапки кои се надвор од некои вообичаени. Па добро, норми, однесување, се правила сложувам. на игра и така натаму. Сега ние априори се откажуваме од сите наши малцинства. Ако ние априори се откажиме од сите наши малцинства, тоа значи дека ние сме херметички затворени, направени на една територија и ниту еден наш нема надвор од таа, освен иселеници кои се гастарбајтери, а не некои што, мислам, Јас ве разбирам тоа е што- суштината на проблемот и ако тоа го прифатиме, ние влагаме во една опасна. Не, мислам дека такво замка и нешто стапица. нема да биде прифатено. Она што јас мислам дека треба ние сите да го знаеме е дека прво ние точно е дека ги почитуваме правата на сите националности или етнички заедници кои живеат кај нас. И тоа е евидентно. Ние сме ги нормирале во уставот на начин на кој ние сме решиле тоа да го направиме, меѓутоа ние имаме полно право да се грижиме за интересите на сите наши граѓани кои живеат насекаде низ светот, вклучително и во соседството. И не можеме да кажеме дека нити е интенцијата на тоа, мислам на тази да се каже дека таму нема македонци или дека кога е евидентно одат луѓето во Страсбург и добиваат 15 пресуди. Добиваат пресуди. Тоа никој 15 пресуди. Вие не никој можете, нормален тоа не може да го негира, вие не разбирате можете се. да ставите перде на Не. завеса на очите, да речете тази дупка како Тодор Живков, што тази не е дупка дупка. не е дупка. Не, тоа е нешто што мислам дека е од аспект на нашите интереси како држава. И добро, ако така се веќе имате политика, која е малку сменета во однос на Заев, бидејќи Зоран Заев нели ги брусеше таму на Благој мучето, спомени дека е фашистички окупатор, нели се фалеше во интервјуто за БТВ телевизија или БНТ телевизија, дека тој сам го има тоа избрусено, дека го има трнато, дека го има избришено, и вие имате некои други ставови како неко ново раководство на СДСМ, сега ќе го одмрзнете ли Бранко Цренковски, ќе го вратите ли Бранко, како без ДНК ќе функционирате сега? Знаете како, секој одлучува сам за себе, вклучително вие не можете на некој што бил поранешен председател на партијата, на државата, премиер да му наложите или Не, да му тој кажете. рече, ќе чека да донесе одлука централниот одбор на партијата. Па добро, ја можеме да го кажам моето Меѓу време вие имавте неколку централни одбори, од кои сте избрани на член извршен одбор.
расправено на некои од централните одбори за Бранко? Не, видете, имавме ние разговори кои беа за клучни суштински прашања кои во моментот беа важни, да речеме, избор на влада. Во моментот имаше вакуум ситуација во државата, мораше да има влада. Значи, добро, мислам имаше два централни одбори, едниот беше за влада, другиот беше во пандемија кај што се разговараше за заменици, министри и така натаму. И сега без ДНК. Не без ДНК. Сега, значи, ќе треба вие да шибнете некои две Pfizer вакцини, пошто тие РНА, МНН, како се викаат вакцини. Тоа не. Значи, за да може ДНК-та да го смените, за да може у политичкиот геном на партијата да делувате. Не може со РНА да се смени ДНК. Да, ако вие РНА се распаѓа за 2 сати, не може да се смени ДНК. Ако вие останете без ДНК на Бранко Црненковски, го мора на 4-5 Pfizer да папнете, за да може да смените тамо некоја ДНК, да направите геном, да може да функционирате, но нема да функционирате. Таа теза со РНА вакцините на Pfizer не може да се смени ДНК, затоа што тие за 2 сата ги нема. Односно на местото на џаби и да го вратите Бранко Црненковски. На местото не РНА. Вие велите дека е ДНК. Јас зборам за РНА. РНА за 2 сата го нема од организмот. Обично на местото на апликацијата се распаѓа. Така да од тој аспект мене мислам дека ми би било прифатливо да сите оние луѓе кои се вклучиле и биле основачи, столбови на партијата. Вие го спомнувате како главен репрезент него, да помогнат да целиот овој процес кој предстои на државата да се одвива што е можно подобро. Тој со своето искуство, со своето знаење може да помогне во таа ситуација. Петров, неговите луѓе. Вие велите дека сте дел на бранковисти, но вие не бевте вклучени во тие процеси. Горан Минчев, например, генерален секретар на СДСМ пред вас, беше вклучен активно во кампањата и на Максим Димитриевски, а беше вклучен и во кампањата Богаме на Даниел Арсовски. Да, ама секој одлучува сам за себе и со своја глава. Зар вие мислите дека Горан Минчев ќе направи било што без Бранко Црненковски, ако Лазар Колишевски само климнувал или не климнувал со главата држејќи восок, што викаше, или висок, што викаше Слободан Богојски, мислите дека Горан Минчев ќе си дозволи да направи нешто без Бранко Црненковски? Не, мислам вака дека секој... Матео плей кафе не оде ако Бранко не им закажеше, ако не им резервираше место, ни тој ни Игор Ивановски шема се тие ќе направат нешто, а Бранко Црненковски да не иде зелено светло. Игор Ивановски е сега го води нашиот совет за политички систем, што мислам дека е доволно покажува дека секој автономно и со своја глава одлучува. Не мислам дека било кому може нешто да наложи. Тоа е мој Значи идеологот би се Ивановски, шенема, Игор Ивановски ви идеологот. Па видете, идеологот. Мислам дека тој е човек кој има солидно искуство политичко, кој е политички писмен и кој може да помогне во профилирањето на одредени политики на партијата. Не сам, там нормално дека има например, во комунизмот тој би бил марксистички центар, така би бил Игор Ивановски би бил начело на марксистичкиот центар. За формирање на политики. Мито Хаџи Василев Јасмин, например, таков некој марксистички. Па не само марксистички, ако ги гледате и Конрад Аденауер, ако ги гледате и Фридрих Еберт и Улов Палме, значи сите тие постојат заради, како да кажам, профилирање на дел од партиските политики. Некаде тие треба за клучните прашања да се дискутираат, да се профилираат партиски политики, затоа се градат и такви институти, затоа се и тие помошни тела што ги прават партиите. Мислам дека Ивановски би бил како Александар Гарличков. Мислам дека на времето во Сојуз на комунистов е влијателна фигура во тој период која ги обмислуваше, да кажам, дел од работите и оставаше, како да кажам, печат на македонската политичка сцена, па и пошироко и во таа поранешна држава заедничка, но мислам дека враќањето на голем дел од тие истакнати луѓе на СДСМ не на такви позиции можеби како што некогаш биле, меѓутоа во делот на тој систем во кој секој може со свое влијание да помогне, се нешто што треба да се цени како исклучителен капацитет на СДСМ. После она што му се случи да покаже дека пораката е примена, пораката е разбрана и дека треба, ако сакате да покажете на народот дека го слушате, да направете го тоа. Мислите дека пораката е примена? Мислам дека пораката е примена. Можеме да анализираме. Главните бастиони на СДСМ се Карпош и Куманов. Да. Иво Карпош и во Куманов изгуби СДСМ. И тој изгуби убедливо. Зоран Заев на 2 или 3 дена пред изборите на еден од последните митинзи и на интервјуто на Аласа Тем телевизија рече дека во 90% од градовите на Источна Македонија СДСМ ќе победи. Генерален секретар или секретар на СДСМ е Лјупчо Николовски. Значи лидерот се повлекува, презема цела вина на себе. Се нема случајно во историјата на СДСМ лидер да се повлечи, а генералниот секретар да остане. Да, поднесе оставка од генерален секретар. Поднесе и министер за земјоделие. Министер за земјоделие, да, во владата.
Тоа сепак е една клучна висока позиција. Оливер Спасовски не е во СДСМ, бил претходно, пред Лјупчо Николовски и пред Александар Керасовски генерален секретар, го губи убедливо своето Куманово и останал министар за внатрешни работи. Тоа се двете клучни фигури после Зоран Заев и остануваат на функција. Каква порака сте сватили? Ниво партијата, ви кажам, СДСМ направи еден драматичен, да кажем, радикален исчекор напред во препознавање на барањата на граѓаните, ќе ви кажам зашто. 4-5 клучни фигури се повлекоа и тоа е голема доблест, да кажеме. Сакате да кажете дека тие не се доволно добри за партијата, но се доволно добри да бидат министар за внатрешни работи и министар за земјоделие. Зборувам за оние другите кои, да кажам, некои од нив се повлекоа и од државни и од партиски функции, премиерот, вице-премиер, подпредседател на партија, министер за здравство. Сите тие се повлекоа, значи и од една и од друга функција и се покажа дека сака да се остави простор да и покрај тоа што тогашниот председател на партијата Заев и премиер ја персонифицираше одговорноста во себе, што мислам дека е доблест вака од денешен аспект. Со тоа ја затвори темата дали СДСМ ја прифаќа одговорноста. Одговорноста е прифатена. Тој ја даде оставката и на партиската и на владината функција. На пресконференцијата со Африм Гаши, кога е една од првите номинации на Димитар Ковачевски Таче како наследник на Зоран Заев на лидерската и на премиерската функција, на новинарско прашање Заев рече дека не може да прифати, не може да свари дека во еден Карпош со една таква интелигенција може да победи Стефче Јакимовски. Тоа беше изјава на Зоран Заев. Добро, тоа е лично негов став, убедување, би тоа победи. Можеме ли да дефинираме во новото партиско раководство кој се е од Карпош, каде што губи СДСМ, кој Зоран Заев не може да го прифати? Може ли вие да го дефинирате вашиот изборен штаб 2013 година, кој изгуби од Стефче Јакимовски, тоа бевте генерален секретар на партијата? Дали во вашиот изборен штаб беше Димитар Ковачевски Таче? Беше. Дали беше Стефан Богоев? Да, беа повеќе луѓе. Тој е подпредседател сега на партијата. Дали беше Пеце Мирчевски, познат како Пеце Армоника? Сега е на општи заеднички работи, клучна фигура. Гледате, Горан Минчев беше на општи заеднички работи во време на Бранко Царенко, се сам да кажам. Гледате, кој се од општина Карпош е во новото раководство, а ви велите сте разбрале пораката. Вака ќе ви кажам зашто сме ја разбрале пораката, затоа што тоа што се случи во Карпош во 2013 година е сосема различно од она, ние немавме тогаш до пред месец дена до пред изборите. Наш кандидат беше Стефче Јакимовски и се случи тоа што се случи и сега изгубивте пак го сега пред 4 месеци пак изгубивте. Сега се случи да во едни избори кај што тој си победи, јас стално кажам кога ќе ме прашуваат победи, да, победи. Имаше избори, на фер начин ги доби изборите и не можете да му ја подценувате политичкото искуство и вештина. Како може Стефче два пати како ражнич да ве наденува во општина Карпош. И 2013 и 2021 година. Да речеме, година. како што тој имал 2-3 изборни порази и неколку изборни победи, и така и СДСМ имало и изборни победи и изборни порази. Но тој е ваш бастион, знаете. Ама е различен. Едно е да изгубите. Само е различен од Куманово. Многу луѓе, затоа што во Карпош има една центристичка структура на либерал-демократи, на независни, да кажам, условно кажам, луѓе. Јас се сеќавам во моје време кога победив на изборите 2005 година. Миле Зечевиќ од Карпош. Да, и Миле од Карпош. Значи целата партиска елита ви од Карпош. Имате една структура која мене тогаш 5000 и нешто гласови успеа да добие Мила Искреновиќ во битката со мене. Значи не влезе во вториот круг, меѓутоа зема една значителна бројка на гласови. Имате една акумулација од околу по мене 7-8 илјади гласови кои не се ни СДСМ, не се ни ВМРО во Карпош и кои ги одлучуваат изборите. Тие генерално инклинираат левоцентристички. Тоа значи Петров дека тие кои се неопределени се незадоволни од вас. Па добро. И вие велите добро,
Вие може да сте незадоволни, ама ние ќе ги оставиме истите луѓе. Истите, не сосема тие не. Па вие сте изгуби 2013. Во штабот да, добро, поминале 8 Стефан Богоев. години. Стефан Богоев беше градоначалник пред 6 месеци. Вие оставате подпредседател сега на партија. Ковачевски беше во штабот, сега е премиер, лидер на партија, плюс Ковачевски од Куманово. Да, ма не бил во овој штаб. Ковачевски бил во штаб некој, знаете, сите ние сме били во штабови во период на години назад. Каков дебакал има ту Куманово, Максим Димитриевски. СДСМ нема 30 години изгубено во Куманово. Нема ниту еднаш изгубено. Во Куманова е резултатот плод на поделбата на гласови. ВМРО е свесно дека во Куманово нити некојаш го добило, нити некојаш ќе го добија доколку СДСМовските гласови се обединат и треба да се работи. Луѓе на Бранко Цренковски беа снимени во Куманово и со Зоран Дамјановски Циц. Беа снимени во Куманово како учествуваат, како агитираат. Секој во политиката има право да се одлучи што во некој момент ќе прави. Тоа е лична определба. Како прифати Цренковски дека вие се враќате у СДСМ? Па како прифати, не знам како информиравте. Како прифати, да, јас со сите луѓе со кои комуницирам, сум им кажал, мислам, не сум барал од никого дозвола изим, што би рекол народ, затоа што одлуките секогаш и добри и лоши сум ги носел сам. Значи некогаш биле добри, некогаш биле лоши, ама сум ги носел сам. Значи тоа што го правам врз база на моје убедување во консултација, меѓутоа на крај последната одлука секогаш е моја. Јас имам своји мотиви за тоа. Прво мислам дека само да ви докажам Акулова, значи дека можноста која се отвара на СДСМ со Димитар Ковачевски е добра, дека тој е човек на новото време, човек кој може да покаже една значителна разлика на македонската политичка сцена во начинот како ќе се функционира во иднина и мислам дека вреди да му се помогне. Мислам дека е чесен како човек и мислам дека е човек со кој делам заеднички вредности и кој заслужува да биде поддржан. Ќе направиме политичка анализа што ќе се случува, макар малку подоле во интервјуто. Дали му се реванширавте на Зоран Заев и на цела група на луѓе, така наречени бранковисти, не може да им простат на Зоран Заев и на Радмила Чекаринска рушењето на бојкотот од 2013 година, Бела Чао, Ладата и така натаму. Која мислам дека бојкотот не беше баш најстрекна стратегија и операција, бидејќи вие половина година предходно, тоа е летото 2012 година, имавте работно лето, кога рейтингот или разликата во рейтинзите помеѓу ВМРО и СДСМ се сведе на 1 или на 2%, со Бела Чао и со бојкотот влеговте во еден сериозен офсайд. Тоа е многу тешко излеговте. Дали сега му се реванширавте на Зоран Заев? Не, за рушење на бојкотот, за рушење на Бела Чао стратегијата, за Белата Лада и така натаму? Не знам за другите, јас можам да кажам за себе, од мој аспект не. Значи, не сум се реванширал никому, напротив сум се потрудил да помогнам и сега и на Го рушили бојкотот? Тоа е период кој е поминат одамна, период кој потоа доведе до промени. Па многу, тоа се 8 години поминати. Да, сега дури можете и многу појасно, побистро да видите и да оцените што се случувало. Период кој во политиката е секогаш битно да поставите очекувања што е тоа што можете што е одржливо, што можете да го постигнете. Тоа во тој момент беше една многу добра замисла, меѓутоа беше неодржливо. Не издржа системот, ме сакате и вие не можете да окригувате било кој. Единствено сме биле ние раководство, се повлековме после тоа. Максим Димитриевски беше против отпорот на Бранко Цренковски. И тој беше прв кој на централен одбор на СДСМ се произнесе, дури директно му се обрати на или му се обратил на Цренковски дека треба да се откаже од политиката на бојкотот. Радмила Шекеринска беше против тоа. Зоран Заев. Имаше повеќе луѓе. Дури во оној хотел како се вика на Велешко езеро, тамо беа собрани сите на линија со Сашо. Вие ги имавте тие информации, нели? Знаете со Сашо Мјалков беа на линија за да биде рушен бојкотот. Романтик се вика тој хотел, ако не се лажам. Вика хотел Зоран Заев, Аце Петревски, Зоран Дамјановски Циц. Мислам дека Стефчо Екимовски одел се враќал и така натаму. Она што потоа се случи е добро познат дел, да кажем, од историјата, ние сите го знаеме, ние ја преземавме одговорноста без разлика каква била увертирата на тоа. Се повлековме, долг период никому... Вие го организиравте конгресот 2013 година. Јас го организирав конгресот и единствена работа што ја ветив е дека тој ќе биде спроведен на фер начин и дека ќе победи тој што ќе освои најмногу гласови. Дали тоа од вас го бара американците, луѓе на калето, како што е популарно се наречи, дека мора да спроведите фер конгрес 2013 година? Да.
Беше ли Заев тогаш човек на американците? Не знам. Тие се голема држава и никогаш нема да ви кажат нити па се мешаат во внатрешни Добро, што ви работи, колку и кажат, да се например, сили. кога комуницирате со Америка? Што ви кажат Америка? Како ви ги праќаат тие пораки? Па, американците обично најдиректно ги праќаат пораките кои ги праќаат. Значи вас ги имате речено Конгресот да биде фер, немојте да мулјате тамо, да правите, да биде неуспешен. Праката беше дека едноставно времето си носи нови предизвици и дека моја обврска како генерален секретар на СДСМ во тоа време да гарантирам да тој се спроведе на фер начин, да победи тој што ќе го сакаат делегатите и тоа се случи. Честно победи Зоран Заев на тој конгрес. Заев се откажа преку медиумите на една недела пред Тоа се конгресот. тие лавирања кои Тој секој се веројатно откажа бидејќи имало некои непринципиелни игри, тоа така го имаше дефинирано. Се враќаше или се врати Радмила Шекеринска од Брисел од странство, замина во Струмица, го убеди се врати во изборната трка. Важно Зоран Заев од тројцата кандидати тогаш, Зоран Јовановски, Игор Јовановски, Шема, Зоран Заев си имаш откажано од изборна трка на 7 дена пред конгресот. Добро, пак влезе по тоа. Значи не се формално повлече, тој имаше некои размислувања кои ги сподели во јавноста, меѓутоа видете расположението тогаш на делегатите беше на негова страна. Мислам никој не може да се има разни шпекулации што би било ако би било, меѓутоа мојата теза е дека во тој момент тоа беше човек кој што уживаше доверба кај огромен број од делегатите и очекувана беше неговата победа. Зоран Заев тогаш победи очекувано, мнозинството од луѓето гласаа за него. Ја можам да ви тврдам дека беше спроведено по ПС, што велат се, на најдемократски можен начин и тој го доби мандатот и два мандата го водеше СДСМ. Она што исто за мене е да кажам некаква потврда дека сепак СДСМ има многу поголем демократски капацитет од ВМРО. Не е неговиот чин сега. Пазете, ние можеме да карикираме како сакаме, меѓутоа тој најави и како човек што има уште 2,5 години мандат во владата, се повлече од премиерското место и се повлече од председателската Тоа го позиција. видовме на 4 февруари. Со свиркање, со организирање, со плюкање, со правење, Тоа начесување. не е гледате, европски манери на во однесување. Бугарија можат премиер и председател да не се сакат или лидер на опозиција. Тамо и не се знае кој е лидер на опозиција, меѓутоа кога ќе дојдат одредени чествувања, тука нема такви плюкање. Тоа е подмолни, тоа е грешка, знаете зашто? Па уште од времето на Киро Глигоров се сеќавате ако Киро Глигоров кога одеш, плука, кога плука, му фрлаки се или така натаму и така натаму. Ама тоа е, знаете зашто е тоа така? Тоа е Затоа што ниво кое и плюс кое се развиваше 11 години во мандат на Никола Груевски, шамарите во општината, значи таа една политичка агресија се издигна на ниво на политичко кредо, на политичка технологија на функционирање на владење. Па ние не можеме политичкиот примитивизам да го следиме како добар модел на однесување. Ние треба Тоа да го замера членството, например, вели не можете со ова ВМРО салонски да се справите. Не треба салонски, ама не значи дека знаете како се, ако гледате дека некој прави некакви глупости, не треба па да го следите во глупостите. Тоа што го направија, тоа не е добро. Но 3 пати ВМРО. Не е добро, мислам, тоа е како да ви кажам. Ама знаете што е па предноста ако гледате вака сите клучни одлуки за државата, некој требало да подметне грб. Петров, Значи, да. и се знае кој е тој. Тоа е оваа опција која но вие сте предавници, а тие се патриоти. Тоа е нели општата поделба или расположението? Вие тоа што ќе го направите сте предавници, сте продали име, сте продали идентитет, сте продали се, преспански договор, рамковен договор, времена спогодба, Обединените нации, акроним, фирум и така натаму и така натаму. Значи сите тие работи кои се направени, ги има направено предавничкиот СДСМ. А сите работи кои не се направени, ги нема направено патриотскиот ВМРО ДПМН. И одеднаш гледате пробугарската ВМРО, кај што се 90% од раководството со бугарски пасоши, сега ја брани македонската полиција во однос на Бугарија. Од Антонио Милошевски, од Илија Димовски, Александар Николовски, да не ги Маријан Ѓорчев, значи тоа се све луѓе кои во минатото биле дефинирани како мислите дека прософија, тоа го прават затоа што вистински веруваат во тоа? Не, тоа е популизам. Ќе ви кажам зашто го прават. Вие ако ги отворите анкетите,
мнозинството луѓето, ова што не го доживуваат добро ова што го прави Бугарија со Македонија. Значи, на вистина тоа е мачно за секој нас, за секој македонец. Значи тоа е еден притисок кој луѓето едноставно не го прифаќаат како нешто нормално, пријателски и така. И сега тие тоа го користат, ги гледаат анкетите. Ајде ќе го збориме тоа што народот го зборува. Политичарите спрема мене, особено ако сака да бидат врвни политичари, не треба да го зборуваат тоа што народот сака да го чуе, туку треба да бидат елита, треба да го предвори, треба да кажат некојаш и нешто различно од тоа што во моментот е општ печаток во јавноста, за да го трасираат патот во јавноста, затоа што ние имаме интерес на генерациите што доаѓаат позади нас, на нашите деца да им остане подобра држава, не полоша држава. СДСМ е партија која 90-та година, ако не ги организираше, тогаш барем беше на периферијата на оние протести против НАТО интервенцијата во поранешна Сара Југославија. Дел од раководството на СДСМ беше снимен во младите денови дека учествуват на тие протести. Добро, учествувал и Драгиша Милетич, кој сега коалиционен партнер на ВМРО, но СДСМ важеше за една таква партија, која представува еден дел на една длабока држава која се спротивставува на одредени процеси, НАТО бомбардирање, договор со Бугарија. Гледате, дури договорот со Грција многу полесно го прифати таа длабока држава, отколку што го прифати договорот со Бугарија, бидејќи ние де факто имаме израснато како држава, како елити политички, како елити се школувале, сме учеле военен систем, сме учеле на одреден контраст во однос на Бугарија. Дури со одно подценување во однос на Бугарија, тие биле бугари, татари за проста маса, или тоа беше некој навивање кој играше работнички пред 30 години или 40 во салата во градскиот парк. Одеднаш со таа Бугарија ние сега имаме 2 вета, имаме 2 капитулации, 2 пати паѓа влаат или паѓа премиерот поради бугарското вето, прв пат 2019, сега повторно Зоран Заев, и народот тоа нормално дека ќе одожива, посебно членството на СДСМ тоа ќе одожива. Дури Вице Заев во едно интервју, мислам, пише на интервју, велеше дека тој не се согласува со отстапките на брат му Зоран Заев во однос на бугарското прашање. Са вие сака да каже дека сите ние кои не се согласуваме толку со тој начин и модел на решање на бугарското прашање, не сме елита, не сме визионери, а Зоран Заев кој се заменал е визионер. Тоа е поентата дека па така рековте, политичар е тој што гледа малце понатаму, а не гледа тоа што е рейтинг. Не, мојот контекст беше апропо она што вчера или пред некој ден беше што се случуваше со свиркањето на Пендаровски. На однос на тоа се. Да, тоа е организирано од ВМРО ДПМН. Да, ама тоа покажува. Тоа на секој му е јасно дека е организирано. Тоа покажува дека тоа не е автохтоно, тоа е нешто што сме го виделе многу пати низ историјата да се случува и е нешто што на краток рок може ќе ви донесе некаков поен, меѓутоа долгорочно не ви носи ништо. Само Софија Куновска ви остана да се бори против Бугарија. Само си натоваруваат некакви проблеми, не. Само Софија Куновска, значи како Невена Ѓоргиева Дуња е. Единствено Софија Куновска ви се бори против Бугарија. Вие сите се јас мислам дека се сплачи да се повлековте, гледате Малич какви изјави дава, кој е револта предизвика Малич со тие изјави, на несамасна изјава, тотално непотребна. Заради тоа ние имаме право како народ да се грижиме за нашите луѓе што живеат било каде, и во Бугарија, и во Грција, и во Србија, и во целиот свет. Значи, не можеме ние да се ослободиме од нашата образ. Вие треба да се за македонците во Македонија првенствено. Не, да, ама знаете како за македонците во Македонија не може вие прво за нив, затоа што тие се даночни обврзници плаќаат тука данок. Ама и за своите луѓе, и за тие што се во Бугарија, и за тие што се во Грција. Македонците во Македонија се чувствуваат изиграни, дека премногу направиле, а премалку е дадено. Така е. Ветени се многу работи. Го делам мислењето тука. Дали тие работи не се завршени направени поради неумешност на владената политика или поради непринципиелноста на Европа или некој сплет на околности, бидејќи ветувањата беа драматични пред референдумот 2018. Знаете како, мислам дека и едното и другото имаат свое влијание. Европа не можеме да ја амнестираме од одговорноста за непринципилноста која покажува. И Марк Руте дојде во декември. Во декември Марк Руте дојде во Скопје и рече ќе добиете датум. Еве помина декември. Не можеме да ја амнестираме. Сега тие си имаат секојаш своји изговори и своји оправдања. Тоа е голем систем. Знаете, мене ми пречи нивното такво однесување, меѓутоа секогаш кога ќе речам добро тоа ми пречи. Ама ајде да размислуваме што ни е алтернативата. Имаме друга алтернатива. Добро, Заев, ви е товар или ви е предност?
Како ќе го дефинирате? Знаете, повлекувањето на Заев. Повлекувањето на Заев беше беше спинувано од ботовите на СДСМ, од медиумите под контрола на СДСМ, од интелигенцијата или политичката елита блиска на СДСМ како повлекување на голем лидер. Од форматот на Митеран, од форматот на Де Гол, од форматот на Маргарет Тачер. Тоа беше така презентирано во јавноста. Ви не се согласувате со политиката на Зоран Заев? Јас сум имал различно мислење. Бевте критичари на политиката на Зоран Заев? Не за се, за одредени работи. Овој Зоран Заев, што се повлече сега, беше товар или ќе биде товар или предност на СДСМ? Не, ова ќе биде неговиот демократски чин. Ќе биде предност што му ја дава тој на СДСМ и веќе ви аргументирам на кратко зошто. Тезата дека со тоа ништо не се сменило е неточна и тезата дека нема легитимитет Ковачевски да го води СДСМ и да биде премиер, морам да кажам дека е тотално неоснована и излитена. Зошто? Во Британија истата таква ситуација се случи кога Маргарет Тачер се повлече како премиер. Се повлече и од двете позиции, и од премиер, и од значи да, и Тони Блер, да. Меѓутоа овде што е многу е сличен примерот со Македонија, затоа ја кажувам. Изборите беа после 2,5 години. Во моментот кога се повлече лабористите има повисок рейтинг од тогашната владеачка на Тачер конзервативна партија. За 2,5 години Џон Мејџор, кој дојде на нејзино место, ја направи најголемата победа во историјата на конзервативната партија на изборите во Велика Британија. Така да тезата дека такво нешто никаде немало, дека тоа не се случило. Не, тоа се тези. Тоа се тези на Мицкоски. Како да кажам, една детска теза, тоа е нешто како тоа во демократијата не функционира така. Ај по таа логика изгубете локални избори, ја да си одиме одма или изгубете председателски избори, друг дека дојде не се. Петровите, мислам дека времето ни е премногу скапо, за да можеме или да треба да објаснуваме или да дебатираме такви глупи тези на Мицкоски, на Александар Николовски, така натаму и така натаму. Значи тезата е дека Ковачевски не бил кандидат за премиер на изборите и дека поради тоа нема легитимитет да биде премиер. Па премиер кој ќе биде не се избира на изборите, туку се избира во парламентот. Мнозинството го бира премиерот. Па тој што ќе дојде да биде технички премиер, после Никола Груевски беше. Да, Емил Димитриев. После Зоран Заев беше Олиер Спасовски. Значи, истиот парламент го има избор. Значи, имате мнозинство во парламентот, на крајот на криштата Никола Клюсев стана премиер како технички премиер. Да, Никола Клюсев стана. Петар Гошев можеше да стане премиер. Бранко Царенковски стана премиер 92 година, иако не ги имаше СДСМ добиено, не ги имаше СДСМ добиено тие избори. Во многу по мене, што некои мои пријатели ми викаат поприличен оптимист и не, се трудам да бидам воздржан оптимист, ама реалист. Оваа ситуација заликува во делот спектарот на она што се случуваше, да речеме, во 92-та година. Ако издржите една година, Петров, ако СДСМ издржи, зашто Мицкоски вика 4 месеци, всушност е 1 или 2 години претходно бара предвремени избори, а посебно после локални избори секој ден, секоја прескон. Па дури на Божик и на Бадник излага пред црква вика предвремени избори, знаете. Ама ќе стане досаден веќе, мислам, тоа е. Не досаден. Ако за 3 до 6 месеци Мицковски не добие предвремени избори, ќе стане смешен. Можете ли да замислите вие сеите дома? И он секој ден наредни 6 месеци предвремени, нема предвремени. Ако не, значи мора да направи политичка криза сега. Да, тоа е следно што му стана на Мицкоски. Тоа ќе биде тешко заради тоа што ова мнозинство е постабилно од тоа претходното, кое беше. Сигурни сте во ДУИ? Сигурни сте во ДУИ? Па видете, јас во суштина сум сигурен во заедничкиот интерес и на гласачите на ДУИ. Ако не го свртат нали кметот Калето. Сигурен интерес на гласачите. Да, па тоа е интерес на албанците, не интерес на македонците да го интересира. Само телефон од Калето може да го направи мирен Али Ахмети, никој друг. Меѓутоа, ние треба да сме свесни дека Македонија
поголем пријател од Соединетите Американски држави немала ниту Кина. Сега ја бетониравте со Дека- изјавата на Славјанка, министерката Славјанка Петровска, со изјавата на Славјанка Петровска. Не само сега уште од Советот за на- безбедност на Русија заседаваше после изјавата на Славјанка Петровска. знаете што- Ако наши војници Не, учествуваат Ама во добро, ние конфликтот сме меѓу се- Русија, добро, помеѓу Русија и тоа Украина. малку толку е. Ние уште од времето на Вудро Вилсон, Америка е главниот протагонист на македонската независност. Петро, Нема се- друг, ме Петро, свакате. не, И се сега не, сакам само нешто, тој интерес нивни коинцидира со интересот на албанците кои живеат во Македонија. Нема тој не е дивергентен, тој е Со помош- конвергентен. со помош на- И сега кога ќе ја склопите таа целата структура, никој нема реален интерес да ги растури можностите на државата да направи криза, да не се довози мандатот до крај, да не се решат проблемите на државата и да се играме избори. Што ќе сменат тие избори? Вака си го поставам себе си прашањето. Вие сте нови, не може вас да ведам себе си. Ќе направи нешто поинаку ВМРО ДПМ, нема да направи ништо поинаку. Дури има Може да направи само полошо од ова што е. Дури има една теза дека предлогот и барањето на Мицковски за измени во изборните правила на однесување всушност се намала врата негова помош да се отворат уставните измени или пакет на уставни измени, бидејќи за се смени изборниот закон, за се сменат правилата на изборна трка од 120 пратениците да станат 90, тоа мора да се смени уставот на Република Македонија. Бидејќи таму пишува 120. Рамка е дадена таму, мислам, Да, во уставот дека се од уставот, 90 до 120. До мислам, дека се 120. стаја, Меѓутоа треба уставот да биде дефиниран, да биде значи намала врата да се влези во уставни измени. Ако се влезе во уставни измени, значи тоа е тезата, ако се влезе во уставни измени, гледате, и Христијан Мицковски покажува конструктивност. Бара изборни измени, бара измени на изборните правила, а на мала врата ќе овозможи уставни измени кај што бугарите ќе станат составен дел на уставот на Република Македонија. Покажува и Мицковски конструктивност и обид да се додвори до меѓународна заедница за да може да биде прифатен како потенцијален премиер. Па добро. Човек кој ќе води следната влада. Во меѓународната заедница не се мали деца. Тие, значи, на крај ќе ги гледат резултатите. Едно се вербалните изјави и жонглирањето, второ е тоа што ќе се случува на терен. Значи, мој став е, јас имам свој прилично ригиден став по однос на договорот, али позитивен да тој се случи, не да не се случи со Бугарија, меѓутоа местото за дебата му е во парламентот. Тој треба да си таков тип на меѓународен договор треба да се издискутира во парламентот и треба ВМРО да го поддржи. Што очекувате? Ако се патриоти ќе треба да го поддржат тој договор доколку е тако да го гарантира јазикот, да го гарантира идентитетот, да гарантира дека државата ќе колку што можам инаку младите ќе ни отидат надвор сите. Колку што можам да видам на средбата со бугарскиот премиер беше и Маријан Ѓорчев, значи екипата беше Тимчо Муцунски, Александар Николовски, Христо Мицковски, Маријан Ѓорчев. Маријан Ѓорчев имаше во Нетпрес, ако не се лажам, одредена анализа кај што го посочува германско-полскиот модел како модел за решавање на историските секакви други прашања. Таа комисија германска-полска трае веќе 30-40 колку години трае, што значи дека ние треба да имаме според нивното сваќање некој замрзнат конфликт или замрзнат случај кој никош нема да биде решен. Бидејќи ако не се решат тие прашања, нема да биде тргнато бугарското вето. Така е наместена, така се наместени сега позициите. Тоа е ставот на ВМРО да помине. Да, меѓутоа тие се голема партија и имаат исто така одговорност и треба да седнат на заедничката маса, дебатата во демократија во парламентот. Да, но и ако имаат во парламентот различни ставови, да кажат во што се различните ставови и да гласаат против, ако се. А не се Тамо ставот е ние ќе ги поддржиме тие измени или ќе го поддржиме тој договор ако вие нас ни дадете предвремени избори. Тоа е условување се, уцена тоа. Па добро, тоа е политика во основа. Бидејќи Владо Бучковски 2005 година, кога Македонија добива кандидатски статус, не отиде на предвремени избори, туку го продаде ЕСМ или Електростопанство на Република Македонија. А тоа рейтингот беше на СДСМ поголем и во тој момент да се направи избори во 2005. Ке победеше. Никола Груевски немаше никога да дојде на власт во Република Македонија. Дали ако се добие датум на јунскиот самит, СДСМ би прифатил брзи предвремени избори? Не можам за тоа да зборувам, за тоа треба за тоа ќе дебатираат органи на партијата ако има таква ситуација, меѓутоа она што сега е позиција и мислам дека е логична и е во склад и со уставот и со нормални некои норми, мислам со норми кои владеат во светот е дека мандатот на оние што ги бираат е 4 години. Ние треба да се одучиме од темата на секој месец-два, ако некој инициира избори да правиме избори. Ова дури ми личи помалку како да кажам, незрело што го нудат. Знаете зашто, од кој аспект? Не од желба, опозицијата има право, и ние сме били опозиција, има право и да предлага, и да се буни, и да бара предвремени избори. Меѓутоа, принцип ни се покажа од искуството.
дека секое адхок менување на изборните норми не му донесе на македонското изборно законодавство и на македонската демократија нешто повеќе. Напротив, сите тие такви од денес за утре потези што беа правени, сега еве после 4-5 години сакаме да ги укинуваме. Значи тоа се работи кои треба да изријат. Има едно правило и тоа секаде кога сме оделе и во Британија и во посебно ја зборувам Британија заради тоа што таа е сепак за парламентарната демократија местото или во Франција можете да кажете, во Германија нормите за избори се отвараат на време, ама не траат месец-два, траат година, 2 години. Битно е да се донесат 6 месеци пред избори, за да имаат време партиите да се спремат за новите избори. А не да се прават за 2 месеца ќе направиме се нов изборен закон, па после 2 години пак ќе го менуваме. Ако направиме мала политичка анализа, иако и ВМРО-ДПМН преку Александар Николовски позитивно имаш исти став како Славјанка Петровска во однос на украинската руска криза, дека ја признава целовитоста, територијалниот интегритет на Украина, што значи дека Крим е составен дел на Украина. Тоа е став на потпредседателот на ВМРО-ДПМН. Мислам дека сега му е продолжен мандатот како потпредседател и новото раководство на Христијан Мицкоски. Ако Зоран Заев останеше на чело на владата, ќе беше многу полесен противник на ВМРО-ДПМН на Христијан Мицкоски. Иритираше, имаше собрано доста прљавштина, имаше собрано доста негативни некои одиуми и така натаму и така натаму. Ковачевски во основа не иритира. Тој е како некој човек кој никош не би бил главен глумец во холивудски блокбастер, меѓутоа бил таму некој втор, трет лик, главен, Оскар за споредна улога и така натаму, но не иритира човекот. Знаете, тешко вие можете да направите стратегија и тактика во однос на Димитар Ковачевски. Ете, тоа исто како против Герман Филков да направите. Има мала говорна мана, кажу за економија, ништо не го разбирате, ама изгледа дека тоа ви е малце, дека тоа е прифатливо, секој што зборите за бројки, решава некои проблеми, не иритира во основа, да речеме како Зоран Заев. Зоран Заев иритираше, ќе ги бруси тамо спомениците, мучето ќе минува, ќе прави, ќе оди за БГНС, ќе каже одредени изјави, тоа го иритираше, го костранираше гласот. Ковачевски за ВМРО-ДПМН е многу потежок противник. Ако Ковачевски издржи 6 месеци до 12 месеци и не попушти на притисок на Христијан Мицкоски, Ковачевски има шанса да победи на следни избори. Тоа е моја политичка проценка. Се сложувам, значи Ковачевски точно е дека не бил на некоја експонирана политичка функција и мислам дека тоа му дава предност, не му е мана. Затоа што Тој вели дека бил дел на раководство на Бранка Црвенковски. Тој бил, меѓутоа не бил никогаш која функција имал, која функција имал. Не бил никогаш толку експониран за сите оние Пиша Харвард дека па после мораше да се коригира. Во политиката сите оние лоши не ги делите само добрите, особено ги делите лошите работи кога работи додат на лош. И сега Ковачевски има таа среќа што бил релативно со многу солидно искуство, но на една дистанца од тие врвни позиции не е изволкан, значи нема багаж, нема политички багаж. Не може да му кажете овој човек е виновен заради тоа и тоа. Тешко може стратегија. Еве јас на пример. Сега како ќе го нападнете? Го напаѓаат, знаете, он бил менаџер, па добро, нас ни треба некој помеѓу другото. Не велам дека тоа е главната улога на некој што ќе ги менаџира процесите во државата. Се ставам улога да речеме да правиме интервју со Ковачевски. И немате контраст кај што можете Ковачевски да безлична една онака менаџер, бил на раководни функции, ни една изјава нема што може да ви боди уши или да може да искористите во некој негативен контекст. 100 дена е начело или 50 дена начело на партијата и на владата. Тука ќе ги И ВМРО-ДПМН има реално проблем како да води кампања против Димитар Ковачевски. Тој тој ќе изненади многу луѓе затоа што прво е лично со интегритет. Ваш кадар мора да го фалите. Не, лично со интегритет, не. Тој е свој кадар. Тој што успел да стане председател на СДСМ и премиер сам, значи заради неговите заслуги и сакам само едно да ви кажам. Она што многу мина ќе се изненадате тоа што тој од неговиот, ја го нарекувам, он со тоа можеби не се сложува секогаш технократски начин на гледање на работите, ама тоа е еден прозападен начин во кој гледа што е она што може да се постигне од ситуацијата и како работите да се подират. Тој самите кажа со Петков дека тие во табела ги гледаат прогресите. Тој ќе го наметне тој негов стил и во владата и во партијата. Неговата
замисла за тоа како треба да се движат работите, тој ќе ја гледа врз база на мерливи податоци. Тој нема да биде да филозофира само и да зборува нешто, да дава изјави заради изјави. Значи гледате дека е прилично тврд во изјави, дека нема нешто што кажувате, тоа може да го толкувате дека е стереотипно. Јас го толкувам како одговорно, како не пуштање на повеќе во јавноста од она што нема месо, што треба да нема месо во неговите изјави, не можете да цитирате ништо во неговите изјави. Мислам дека така штури изјави без месо, изјави без некој контекст, изјави кои не се драматични, изјави кои не прават турбуленции, кои иритират јавност и така натаму и така натаму. Значи и ние во економијата тоа го нарекуваме second best solution, значи има прво оптимално решение кое што предизвика големи турбуленции, бидејќи го дели општеството на два дела, прави драматичен раскол во општеството, а теориите на second best solution или на второ најдобро решение всушност биле теории кои се долгорочни во основа, значи тоа е економска некоја стратегија, не велам нека Ковачевски ќе биде долгорочен, но говорам дека такви решенија кај што вие всушност него концернирате, него драматизирате општеството, над некој да дадете многу подобри. Мислам дека да, тоа е ефектот кој подобри бенефити. Ако дозволите, овие како стартуваше тој стартуваше со товарот со Бугарија на грба. Тоа е една работа го зборувавме. Со криза со економска, со парното, енергетска криза која Скопје безпарно, енергетска криза. Имате со драматично со ковид катастрофална ситуација значи во шпиц на омикрон. Со изгубени локални избори. Со изгубени локални избори и човеков ви излегува за месец дена. Го фалите се. Не, сакам да ви кажам, не, еве ги анализирам една по една. За месец дена парно имаат Скопјани. Значи, многу мина веле, абе добро, зашто да само Скопје да го гледаме? Заради тоа што Скопје нема алтернативен, таму кај што има парно нема алтернативен начин на грејење. Заради тоа што тие луѓе имаат, некој има бебе, некој има болен од ковид, треба да се греат. Ваучери подели на најсиромашните, зошто на најсиромашните? Абе на тие 60.000 луѓе им помага да скрпат крај со крај. Или ова последното со ковид целава ситуација. Децата тргнаа на училиште. Значи, како да ви кажам, паметно се направи, се одложи за 2 недели и тргнаа на училиште. Ние не може неограничено долго да не учат децата, треба да стекнуваат знаење. Што заборавате од целата работа? Хистеријата ја правеше ВМРО ДПМН, но имаш уште два центри други кои правеа дополнителна хистерија. Едниот центар е Јордан Камчев и вториот центар е Саша Мјалков или Миро од Конгресот. Вие бевте подпишени на писмо за ослободување на Јордан Камчев. Тоа е мислено на стручниот колегиум на болницата. Да, вие сте подпишени таму. Колку што јас можам да видам, вие сте подпишени како осми, доцент, доктор Андреј. Да, тогаш доцент, сега професор, тогаш честито. Фала. Убав подпис имате тука така енергичен подпис колку што можам да видам за ослободување на Јордан Камчев. Јордан Камчев водеше сериозна кампања за рушење на ова влада. Сериозна кампања и со аферата Рекет, и со Бугарија, и со бугарското вето, и со врските што ги имаше со Бугарија и така натаму. Вие сте вработени таму. Можеби е коинциденција, можеби е сплетна околност, меѓутоа сите луѓе блиски на Бранко Царенковски, вие, Наташа Саво, сопругата на Зоки Јованов, Зоран Иванов или Зоки популарен. Ќе ви одговарам, да, прашате ме, ќе ви одговарам сега. Значи, прво Миравци, сите се вработени кај Јордан Орце Камчев. Камчев беше столбот на рушење на владата на Зоран Заев. Ќе ви одговарам. Прво, Аџибадем Систина е доминантна собственост на Ахмет Али Ајданлар. Значи тој е мултимилиардер, се извинувам, кој има 50 болници. 51% од основачкиот капитал е на Аџибадем Холдинг од Истанбул. Јордан Камчев е кособственик на болницата. Ова што вие го покажувате тука, тоа е мислење на стручниот колегиум дека членот на бордот на директори е подобро за болницата да биде во болницата отколку да биде во притвор, без при тоа да преюдицира каков ќе биде текот на судскиот спор. Никој не вели. Овој мултимилиардерот што го велите, што има 50 болници. Да. Ахмет Али Ајданлар. Да. Не гледам дека е подпишан. Тој е стручен колегиум на болницата. Да, добро. Тој не е дел од стручниот колегиум. Стручниот колегиум на болницата. Да. Се доктори претежно, така. Добро, универзитетски професори, доктори, значи доктори, затоа е стручен колегиум. Во болница не може да биде стручен колегиум за правни прашања. Не, знаете, не. Во болница не може да биде стручен колегиум за финансиски прашања. Ама не навлегува во правните прашања. Ама овој мултимилиардерот што има 50 болници, било која болница негова ни светот. Може да се соберат докторите и да постават класични политички барања, бидејќи ова е класично политичко барање. Да биде пуштен, бидејќи бил неопходен во болницата. Добро. За работата на болницата е неопходен. Вие можете ли да претпоставите колку луѓе? Тоа е еснавско барање, Ама можете ли барање не еснав од Аџибадем Систина. Тоа е нормално. Луѓето што работат во Аџибадем Систина си гледаат својот систем да работи добро. Ме разбирате што сега тука е? Ако е тоа еснавско барање. Да.
Никаде не вика да не го осудат или не го... А тамо сте, колку што јас можам да видам, се доктори. Тоа е случај колегиум, таму се 200 доктори. Слободан Дркулевски, Тони Јосифовски, Александар Николич, Владимир Аврамовски, Митко Караѓозов и така натаму. Орце Камчев е колега? Значи Орце Камчев е во Аџи Бадем Систина член на бордот на директори. Значи има Орце Камчев пред година дена конкретни ги пренесе своето властување, донесе негова замена. Не, значи ги пренесе властувањето. Има член, тој е главен извршен директор е господин Гјун Сој, сега ќе ви кажам. И вие сега влеговте тука подпишани сите како вели Тесновско здружение. Не, тоа е став на естафот на Аџи Бадем Систина и тој е легитимен. Луѓето сакаат фирмата да работи добро. Што е лошо во тоа? Ама се извинувам. Имавте на изјава 2011 година. Тоа беше изјава на Конгресот во Битола после губење на изборите 2011 година на 5 јуни. Кај што велите дека не сте се бореле против политичка партија, против режим се дека сте се бореле против режим. Тогаш е прв пат дефинирано дека СДСМ се бори против режим. Персонификација на тој режим е Никола Груевски, кој е во бегство, Сашо Мјалков, кој сега вице-премиер за евроинтеграција. Да, овој не бил политичар, што го спомнувате. Овој вице-премиер за евроинтеграција кој беше министар за правда, избега од таа позиција и му ги ослободија во домашен притвор и Сашо Мјалков и Јордан Камчев. Па три лица беа персонификација на режимот. Бидејќи режимот не е само политички, тука е финансиски прислушкување и гешефти и така натаму и така натаму. Јордан Камчев, Сашо Мјалков, Никола Груевски. И вие сега велите се борите против режимот како генерален секретар, а како доктор и еснав, барате дел на тој режим да биде пуштен од притвор. Значи, вака сега да ви кажам. Тоа е сосема различна работа. Прво, што е различна? Многу различна. Прво, Аџи Бадем Систина... Андре е против Петров, Петров е против Андре. Аџи Бадем Систина е најголемиот здравствен приватен бренд во Македонија. Јас пред да бидам да работам во Аџи Бадем Систина, работев во Ремедика и многу ми велеа, знаете, заради тоа што си близок со Минчо Јорданов. Кога отидов во Систина, знаете, вие сте близок со Јордан Камчев. Нема врска ни едното ни другото. Јас сум таму заради тоа што имам 5000 пациенти годишно, 50.000 за 10 години сум поминал. Во приватно здравство што не знам кој, за дојам до поентата, сакам да ви кажам. Значи, сите овие луѓе што ги гледаат се врвни професионалци во својот дел и ја работат како што треба. Човекот што го спомнуваат, независно од неговите други работи, никој не вели таму да не го судат ако сгрешил или судски процес да не се отвара. Ама системот на болницата, неговите менаџерски способности се неспорни, тоа ви го кажам, тоа има разлика кога тоа е дел од менаџментот и кога не е. Има разлика. Сега може да Видите, доаѓаме до одредена ситуација што е постаро јајцето или кокошката. Значи истата таа теза се кажуваше, ама се извинувам, истата таа теза се кажуваше за Велја Ранковски. Велја Ранковски не беше апсен, бидејќи е собственик и газда на еден телевизија, туку имал правено криминал во делот на бизнисот кој не е поврзан со еден телевизија, но по сплет на околности, собственичка структура и тогаш застанав на прес, бев првиот, послушайте ме сега, првиот што влезе во еден телевизија. Не, ама вие сакате да кажете дека собственик на медиум, собственик на болница, собственик на одредени предпријатија од општествен интерес, се привилегирани луѓе во држава, некако не. Не, треба да одговараат како и сите други луѓе. Ама не на исклучителен начин да одговараат. Како на исклучителен начин? Па еве за Велија Рамковски ќе ви кажам, еве за Камчев. Значи имате 1 милион или 1,5 милион евра во торба Луи Витон, бадени пари, снимени, зоки, кичеве. Има органи за тоа, јас во тоа не се, јас сум доктор, во правните работи не се разбирам. Луѓето кои ги финансира ботовите кои плюкат посред СДСМ и така натаму, велат човекот кој го сруши СЈО. Па СЈО е формирано токму за да се расчисти со криминалот на режимот. И сега човекот кој го срушил СЈО, кој има ореол на борец против СЈО, против длабоката против американска длабока донесена. Се вие велите, не, тој човек еснав од бара, бидејќи со него система, бидејќи со него, па што јас имам врска дали ќе биде ослободен, нема да биде ослободен. Тоа не е барање до вас и до овако тоа. Те вршите притоа, па тоа секој може, сите доктори можат да клинички центар да речат ние имаме добри односи со не знам со Механџиски или со алкалоид или со било кој друг. Ајде немојте нив да ги третирате. Имале барање, да речеме многу барања, ви кажам, кои оделе јавно за одредени личности
да се смени или да се остави, тој ми текнува уште од времето на едноумието. Кој е ослободен од затвор по барање на работниците? Значи, вака да ви кажам. Кажете еден човек што Не ослободен. се работи за ослободувањето. Еден човек ослободен од затвор кој е? Никој не го бара, ама апропо она што ми го кажавте за А1, тоа ми е баш она тема Значи, за која сакам да значи, ако зборам. Боки 13, ако е Боки 13 доктор, вие ќе имавте и за Боки 13. Значи, хендикепот на Боки 13 е дека е старлета, а не е доктор. Тоа е хендикепот на Боки 13. Тоа е барање, и јас тоа сум го кажал, на луѓе кои работат во еден колектив и кои се однесува на нивниот колектив без при тоа да вршат притисок на правната држава каков ќе биде исходот. Меѓутоа, апропо мојот став е принципиелен и ќе ви кажам зошто. Во А1 јас бев првиот што влезе кој го пробил на полициски, не го кажам, тоа прв пат кај вас во емисија го кажам, прв влегов во студиото, го пробив кордонот и седнав таму. Моето барање беше не да не одговара тогаш Велија Рамковски. Тоа во камера го кажав јавно, уште постоја снимки од тоа, туку да одговара во една регуларна законска процедура, без при тоа да се тортира тој, неговото семејство, без да се измачува. И тоа го аргументирав со истата аргументација која може да се употреби сега. Каде во светот, кажете ми, бизнисмен, било кој да е, освен ако не силувал, и освен ако не финансирал тероризам, значи силувал тероризам, или да убил човек, значи и тоа свесно да убил, ќе го видите, ќе одите на таков начин да ја терате правда. Јас со тоа како човек не се сложам. И тогаш не сум се сложил и сега не се сложам. Вие баравте, кога ќе го враќате филмот за еден телевизор, вие баравте да продолжи да работи телевизијата. И тоа да работи, и плюс човекот да... Бидејќи тамо беше заканата, ама се извинувам, тамо беше за заканата да биде затворена телевизијата. Јас колку што тука можам да видам, никој не се закани дека ќе затвори систина, напротив, вие дури имате, како велите, собственик доминантен, мултимилиардер од Турција, така што систина ќе продолжи да работи, дали е во притвор Камчев или не е во притвор Камчев. Тоа е наш... Тоа е многу различно од состојбата во еден телевизија. Па не, таму баравме покрај другото, тука да семејството се брани од слобода, да семејството се брани од слобода. Ова како некој бомба самоубиец има ставено деца околу себе, се вие ги ставате, пазите, удирете таму кај што сите ние сме најчувствителни. Ако не е Јордан Камчев, нема да функционира систина, ќе пропадне најмокната или најдобро опремната болница во Тоа не го кажам дека функционира многу подобро кога менаџментот нашиот е целиот. Значи, играте со многу сензитивна работа, со чувство на население, со луѓе кои биле таму оперирани, луѓе кои се болни, луѓе кои се болни, кои гледаат систина како ја гледаат затоа и одат таму, затоа што има доверба. Кај што има доверба. Сега ослободете о Камчев за ние да функционираме добро. Тука беше... Ама не е точно тоа. Да. Се дозволете, не е точно. Како не е точно? Не, па дозволете јас да ви кажам, вие го покажавте тоа, дозволете јас да ви објаснам. 10 месеци функционираше систина со... Докторите на систина барат ослободување на Камчев, тој е неопходен во болницата. Па добро, значи не е точно тоа што го зборувате, не тој документ. Документот е точен, тоа што го зборувате не е точно. Точно како? Слушате сега, јас Тоа го кажете. Вие зборувате друго. 10 месеци работеше систина, додека Јордан Камчев беше во притвор, ни еден пациент не е вратен. Кој пациент е вратен, па да зборувате дека сме се заканиле дека нема да работи болницата? Не е точно тоа. Тоа што го зборувате не е точно. Велите дека е неопходна неговата присутност за да функционира болницата. Тоа е формулацијата. Со оглед дека на осмовот Камчев се преземени други мерки, значи веќе правни толкувања дадате, се преземени други мерки за обезбедување, одземање на патни исправи и обезбедување на капитал. И истите тој во целост безусловно ги почитува и редовно се јавува на сите, значи вие давате веќе не стручно, значи вие влагате во правно политичко толкување. Сметаме дека моменталните мерки, значи вие сметате како еснав, моменталните мерки кои се применуваат за господинот Камчев се неразумни и престроги и индиректно влијаат и на работењето на повеќе од 11.000 луѓе од аџебатни системи. Индиректно влијаат. Тоа е политички став. Значи индиректно влијаат. На болницата, тоа е став на болницата, на стручниот колегиум на болницата. Јас стојам позади тој став на стручниот колегиум. Тоа е став на болницата. Да. Тоа е став на стручниот колегиум на болницата. Имаше ли мислење на Централниот одбор на СДСМ ако ве бират за член на извршен одбор дека не би гласале за вас бидејќи ве сте барале ослободување на Јордан Камчев? Тоа беше еден спин кој беше пуштен во јавноста. Да, меѓутоа јас своите комуникации, контакти и професионалниот ангажман никогаш не сум ги базирал на тоа што некој ќе каже за мене. Не ме интересира што некој ќе каже за мене, туку ме интересира довербата на луѓето што доаѓаат кај мене. Ако јас по бројот на пациенти сум број 1 во Македонија, луѓето доаѓаат кај мене. Ако сум универзитетски професор, ако мојот еснав, Сдружение на дерматолози, ме избрало за председател, мене тоа што некој мисли дека е многу паметен и открил дека
стручниот колегиум на клиниката па го пласирал тоа некаде таму во некаков орган, тоа е негово право. Има право на свое мислење, меѓутоа јас со неговото мислење не се сложувам. За мене колку вредам или не вредам, не одлучува што некој ќе каже, туку тоа што мнозинството луѓе мислат. А тоа што ме поканил председателот Ковачевски да бидам член на извршниот одбор, за мене е чест. Јас со тоа сум го кажал, без разлика што сум бил генерален секретар, и од тоа не бегам, меѓутоа мојата определба беше да им се и тоа и го направи, да им се дозволи на сите луѓе да го кажат својот став што го имаат внатре во органите на партијата. И не би коментирал кој што кажал, зашто тоа се работи кои се внатре во органите на партијата и не треба да излегуваат надвор, заради тоа што смислот на партиите, сите тие различни мислења да ги канализираат внатре, за да може да се разберат што мислат. Така да не мора за се да се сложиме на крај крајшто, за магистралните работи суштински во политиката се сложува. Петров, тука ли е брзањето на Мицкоски? Веќе Мицкоски прво ги гледа анкетите. Да. Водството на анкетите пред 2 месеци беше многу поголемо за ВМРО-ДПМН, колку што гледам сега веќе од 6-7% падна на 4%, дури под 4%. Значи дека има трендови на намалување. Тоа е едната работа. Втората работа, силна ова поддршка што е од Мјалков, можеби од Камчев, бидејќи нели воња бомби на Зоки Милевски, Киче Слободанка, како се велеше. Мислам дека и беше за човечки ресурси во Систина. Оне бомби што беа објавени, што можеше македонската јавност да ги слушни. Бил еден од главните финансиери, или ако не бил еден главните финансиери, им помогал финансиски, не го наплакил долгот и така натаму на ВМРО-ДПМН. Дел од ова ботовска структура, Завиша филм групација, овие ботови на социјалните мрежи беа финансирани од целата таа екипа. И одеднаш ја нема таа хистерија. Не постои, не се прави таа хистерија. Има хистерија која е контролирана од ВМРО-ДПМН, меѓутоа надвор од тоа некоја друга хистерија не се создава на социјалните мрежи. Дали брзањето на Христијан Мицкоски за предвремени избори всушност е негова проценка дека таа поддршка која му била давана, базично, дека веќе ја нема? Па не знам што дека ќе има договор со Бугарија. Дека тој договор со Бугарија не може да му оди во корист, бидејќи тој треба да се произнесе околу целото тоа прашање. Ако се произнесе негативно, ќе се спротивставува на договорите кои се спонзорирани од Соединетите американски држави. А ако се приклони и биде позитивен кон тој договор, ќе биде урнисен патриотизам или лажниот патриотизам кој го градат едно 4 или 5 години. И тука има многу мал маневарски простор. Ако наредните 6 месеци на Мицкоски избори, толку ќе биде од кариерата на Мицкоски. Знаете како градоначалниците лоши се, значи лоша работа, гледате, Даниларсовска, тоа е стартот е лош. Од градоначалнички аспект, како човек што бил градоначалник, можам да кажам дека на почетокот не се забележува ништо 4-5 градоначалник има што прават некоја разлика, но има некои, ама тие се не ја креираат крупната слика. Крупната слика е Скопје, градоначалник. Не го они стаи лежачки полицајци во Лисиче, му се скршија лежачките полицајци во Лисиче, тука е на 50 метри од нас Тимче Муцунски. Еве овде оној хотелот за пчели што го стаи. На 20 метри од кај што снимаме, напред хотел ги викна новинарите. Прва или втора вест беше на медиумите, хотел за пчели имаше тука на 20 метри од нас Тимче Муцунски направено. И толку заврши. Еден лежачи полицаец, еден хотел за пчели, тоа е тоа. И како градоначалник, како некогашен претседател на ЗЕЛС, можам да ви кажам дека нивото на градоначалничката работа се повеќе паѓа. За жал. Некогаш имавме ние градоначалници кои беа главни звезди во државата. Денес во голем дел имаме градоначалници, не сите, да не ми се налутат некој од колегите, од кои луѓето се срамат. Така да мислам дека генерално голем дел од перцепцијата што ќе се креира за следните парламентарни избори ќе ја даде и она што ќе се случува на локалните избори на локално ниво сега. 42 градоначалника има. Мнозинството од власта, вклучително председател на ЗЕЛС е господјата Даниларсовска, градоначалник на Скопје, имаат најголем дел од градоначалници, ќе биде тоа што ќе ги диктира. Освен општина Центар, сите главни општини скопски се Центар се друго занимава, меѓутоа ние сме имале такви ситуации каде што после следните избори тоа знаело место да ви биде предност, да ви стане хендикеп ако не се покажете доволно добро. Брзањето на Мицкоски е во тој контекст, да. Мислам дека прво во политиката не може да бидете ни риба ни девојка. Треба да се решите што сакате. Значи мора да се решите што сакате. Мора да се решите. Од референдумот 2018 година ние не знаеме став на Христијан Мицкоски. Или ќе се решите да бидете прозападно ориентиран и да ги поддржите процесите, при тоа треба да сватите дека мора да се изградат партнерски односи помеѓу власта и опозицијата и дека не можете вие да бидете патриот, а јас да не сум патриот. Јас се сметам за поголем патриот. Како може да има, секој има право на такво нешто. Како може да има став? Кога тие се демохристијанска партија, гледаме на оние снимки не сеа таму во црква, пијат, јадат, гнетат, се нели барат
ковид мерки, критика од политиката против ковид мерки, сите тама на 100 луѓе колку се мислам дека опште не го зибава тамо, некоја средба, некоја срештање опште не го зибава направено. Се да тамо 100 луѓе на маси, ни мерки, ни маски, ни ништо. Сам да кажам дека тоа е хипокризија, не може да апсолутно, барате вие едно нешто барате, а правите се спротивно во однос на тоа што го барате или што ви официјална политика. Од аспекти политички не е исправен потек, затоа што луѓето во политиката, граѓаните се спремни да ви простат дури и грешки, ама не се спремни да ви простат хипокризија, нечестност. Ако видат дека едно зборувате, а друго правите. Дури Петров и друга работа, нели спомнате дека до пред 1, 2, 5, 10, 15 години дека главните звезди во политиката биле градоначалници. Заев стана председател на партијата на крајот на кришата. Вие бевте едно од тие звезди, нели? Бевте градоначалник на општина Карпош. Тога стратегијата на Миле Зечевич, кој е пријател, кој сега генерален секретар на партијата, беше од вас да направи лидер на СДСМ. И Миле Зечевич тоа го кажува дека таман успел да ја реализира својата стратегија, во наводници ве купил Бранко Цренковски на негова страна, нели имаше стратегија. Како е Миле ќе ви кажам отворено нешто што не сум го кажал исто никаде. Стратегијата на моја и на Миле тогаш беше да се добие Скопје. Да бидам јас во тој момент кандидат за градоначалник на Скопје. Тоа беше нашата стратегија. Во тој момент, по анкетите што јас ги имав, мојот авторитет во Скопје беше неприкосновен, некаде 67%. Што беше страшно висок рейтинг и ние мислевме дека тоа не е доволна основа да можеме да одработиме, да јас како кандидат, без разлика што ВМРО со Никола Груевски беше на власт, да влеземе во битка во која известно спорема нас, према нашите тогашни калкулации, беше дека јас можам да, ако не со сигурност да добијам, ама да се спротивставам, онака да биде тоа тврда, тешка битка, со големи шанси да ја добијам. Но, за жал, работите тргнаа во правец да кандидат стана Тито Петковски за Скопје. Тие избори завршија така како што завршија, победи Коцел Драјановски. Тоа се изборите 2009 година. Тоа се 2009 изборите, а разговорот со Црвенковски беше потоа. И мислам дека тука немам што да кажам, тој ми пристапи со идеја дали би сакал да бидам дел од неговиот тим и јас тоа го прифатив. Јас и денес сметам дека Бранко Црвенковски е еден од темелите и на СДСМ и на македонската држава. Петров, последно прашање. Ќе има предвремени избори, ќе усме Мицкоски, ако Мицкоски сака да преживе на политичка сцена, мора во наредни 6 месеци да има избори. Најдоцна есента, значи најдоцна есента оваа година. Ако тоа не го направи, ако се влезе во регуларни, редовни избори, шансите на Мицкоски се многу помали. Тоа е едното прашање. Второто прашање, има ли сигнали пред изборите, пред локалните избори, има сигнали дека и Стефче Екимовски, дека дел на социјалистичка партија, одредени коалициони партнери кои биле и со вас, кои биле и со ВМРО-ДПМН, не праќале сигнали дека би сакале да се вратат, дека се незадоволни од соработката со Христијан Мицкоски. Има ли сигнали дека дел од партиите сакат да напуштат коалицијата со Мицкоски? На прво прашање сакам да ви одговорам дека не мислам дека ќе има предвремени избори. Мислам дека изборите ќе бидат во редовниот термин 2020. Со председателски? Веројатно би било мудро да се спојат. Сега тоа се веќе финеси, за тоа не може да зборам. Тоа Артем Груби го кажа дека може да се предвремени избори заедно со председателски. Тоа се што од аспект вака и на граѓански аспект, па и на луѓето што се бават со политика е логично да не правите сега избори за председател, па после 2 месеци да правите избори за парламент, да ги споите во едно. Ама тоа е 2024 година, до тогаш има уште 2 години и 3-4 месеци. Она што сакам да го истакнам е дека не зависи од желбата на опозицијата дали ќе има избори или не. По македонскиот устав тоа зависи од волјата на претениците во парламентот. А тие ја декларираа сега дека се за избори во редовен термин, има влада, има мнозинство кое функционира, има теми кои треба да се сработат во парламентот и од тој аспект мислам дека очекувањето дека ќе има избори е прилично нереално. Спрема мене. Времето ќе покаже, ќе видиме што е. Има ли сигнали дека во однос на тоа стари коалициони партнери? Па не можам да кажам дека има сигнали, ја можам да го кажам мојот став дека е добро да на некој начин со текот на времето почнат да стануваат коалициите во Македонија логични. Логични коалиции се левоцентристичките коалиции. Апсурдни се коалициите помеѓу екстремна левица и екстремна десница. Мислам, тоа не е нешто што може да излече кај граѓанинот,
точно определба за што е тоа што би гласал некој од нив. Така да Значи логичка коалиција вие партијата на Цингу или на Стефчо Акимовски? Тие се на другата страна. Меѓутоа од аспект на тоа што го промовираат во политиките, од аспект на тоа за што се залагаат, тие се повеќе левоцентристички ориентирани. Ама тоа е прашање што не зависи од мене, зависи од нив. Видите, ако Христијан Мицковски работеше со месеци на беса, бидејќи тоа беше неговата изјава после поразот на изборите на 15 јули 2020 година, без гласовите на БЕС СДСМ немаше да победи на изборите и без излезе од коалицијата со СДСМ, во најмала рака Стефчо Акимовски социјалистичка партија тежа 20 до 30 илјади гласови. Ако ви ги трнете тие 20-30 илјади гласови од ВМРО-ДПМН и ги ставите на страна на СДСМ, се победил на следните избори. Тука е Максим Триевски, 0,78 илјади гласови, па Охрид, по овие независни листи, Старосветицата на Радмила Шекеринска во општина Центар и така натаму, еве ги гласовите на СДСМ. Тие гласови ако ги префрлите на другата страна, разликата е во обратна насока. Во обратна насока. Значи, логички вие да направите се тие партии кои гравитирале кон вас да дојдете да ги донесете на ваше конто. Тоа е значи суштината. Сега работи не може да се гледа секој еднострано. Имате уште еден процес, тоа е Стево Пендаровски. Вие го знаете Бранко Цренковски, го знаете ракописот на Бранко Цренковски. Стево Пендаровски се вие предносили вие товар, олово околу новата, бидејќи изјавите на Стево Пендаровски во еден момент, Стево Пендаровски има еден чуден однос. Например, тој оди во Грција, се среќа со грчкото раководство и не спомна ништо за договорот на Ципърс и на Зоран Заев. Таа суета тој не може да исконтролира и тоа го покажува цело време, таа некоја политичка нервоза извира од него во интервјуа, во настапи. Мора мора таа суета да ја скроти некој, ако не може да ја скроти, да станува предност, станува пречка на СДСМ во основа. Мислам дека Стево Пендаровски и актуелната влада во моментот имаат истав по стратешките прашања за државата и тоа е најважно. Став се Бојан Маричич вели ние не се грижиме за малцинството во Бугарија, 2 недели после тоа Стево Пендаровски прима македонското малцинство. Значи Стево Пендаровски имате исти ставови. За генералните правци има некој секогаш кога веќе власта во суштина е поделена. Дел од таа припаѓа кај претседателот, помал дел, пошто ние сме парламентарна демократија, најголем дел е во владата, меѓутоа Стево Пендаровски како претседател, Пендаровски има своји ингеренции и мислам дека има солидно искуство Стево Пендаровски, за да не можеме да кажеме дека е политички. Може ли Пендаровски да прави со Никола Димитров политичка партија? Да земи дел од гласовите, десно, центристички гласови на ВМРО-ДПМН? Бидејќи нивната кариера била секогаш многу поблиска до ВМРО-ДПМН, отколку било до СДСМ. Стево Пендаровски е наш кандидат, Стево Пендаровски е претседател на државата, има со него коректна совработка, колку што јас знам од оние информации што мене ми се достапни, не знам се, има луѓе во државата поради функциите што се поинформирани од мене. И тоа мислам дека соработката со Стево Пендаровски како претседател оди на добро ниво и дека за клучните прашања ќе има добро разбирање помеѓу премиерот Димитар Ковачевски и претседател Стево Пендаровски. Ими ако се деца на Бранко Цренковски и другиот, мора да се работуваат. Те мора ДНК-та да го вратите у партијата, инаку мабија работата ни Pfizer, ни Модерна, ни Джонсон, ни РНК, ни како се вика ТРА, овие вакцини, не сум експерт. По таа логика сите се деца на Бранко Црвенковски заради тоа што тој бил првиот претседател на партијата и сите биле во одреден период дел од неговиот тим. Многу среќа, фала за интервјуто, се најдобро. Благодарам на поканата, со задоволство, чест ми беше што бев кај вас. Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, вечерова интервју 75 минути со Андре Петров. Се надам дека ви се допадна интервјуто. Ако ви се допадна ова емисија, ако ви се допадна ова интервју, ново дружење, четврток, 22 часот, може би повторно со интервју, може би политичка анализа ќе видиме. Сигурно една политичка анализа во текот на наредната недела ќе направиме, бидејќи веќе се 6 или 7 интервјуа. Мислам дека е време за една политичка анализа да видиме во кој правец којат политичките разврски во Република Македонија. До четврток во 22 часот, пријатна вечер Македонија, каде и да си.